بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار ثم ما بعد. Zahvalnost ovo svako jedna prigoda, prilika mu pripadne samo na Allah Đelešanu, zato što samo Allah Đelešanu je dostojen da mu se pravi hvala. Salavatu selam od mirot i spasod neka bidat na našoj pegamber Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, njegova familija, njegovi sahabi i sledbenici na sunnet do sunni od den. Prošli od ders, završili smo kisa na Ibrahim alaihi salam i kisa na Lut alaihi salam. Danes ќе земаме две киси, две случки на два анбија. Ќе биде втората случка во третата случка, за третиот анбија. Почнуваме првата киса, првата биографија на Шуајб алейхи селам. Шуајб алейхи селам беше близко во време и место до Лут алейхи селам. Во време и место до Лут алейхи селам. Значи, кога доаѓаат киса на Лут алейхи селам во Кур'ан, Аллах Джелешану одма после него го спомни на Шуајб. Вели улема дека немало никој пегамбер помеѓу овие два пегамбери. Лут алейхи селам одма после него дошол Шуајб алейхи селам. Шуајб алейхи селам сместен беше негово кабиле. Тој беше од кабиле на Медијан. Овој беше човек. Медијан, име на човек. Улема се дели од кого потеквет. Дали потеквет од лоза на Нух алейхи селам или директно од лоза на Ибрахим алейхи селам. Имат голем хилаф во ова меселе. Од каде потеквит овој Медијан? Зашто овој е еден од дедовците на Шуајб. И народот негов е наречен по името на овој човек. Али поголем дел на улема имат дека потеквет од Нух алейхи селам лоза директна вака, без да имат лоза од Ибрахим алейхи селам. Живее во место Маан, се викаше ова место. Се викаше Маан. Сместено во Шам, близко до граница на Хиджаз, на Арабија. Односно, близко до Седум, каде беше народот од Лут алейхи селам. Значи вака. И по извесен период ова Медина, овој град, ова населба го доби името Медијан. Како се вика овие луѓе? Како се прави денеска една улица или една мала по презимето на една фамилија. И ова Маан, што му беше градов имево, се загубијани и така е спомнато во Куран, Медијан. И кога му дојде нивниот брат Шуајб на Медијан. Значи може да се сретне во Куран нивниот брат Шуајб на Медијан. Овој е куфар. Вели улема дека Аллах Джелешану го кажува тоа дека тој потеквеше од Нимија. А тој немаше куфар напрено. Зашто брат, по лоза, по потекло. А кога иде за Ејке, како е спомнат овој народ, по нивниот куфар, Аллах не го спомни тоа зборче нивниот брат, него му дојде Шуајб на Ејке. Значи да овде има разлика во Куран, имат правен некој шешвиш, правен некој финти со овие зборови. Дојде Шуајб. Овај народ сличен како народот на Лут, по нивниот куфар, по нивната злоба, по нивните работи што ги поседуваа злобни, сличен на тој народ.
Allah Желешану кога го прати на Шуајб алейхи селам, тој имаше позадина во овај град, голема позадина од него кабиле. Застанува позади него голем број од негов народ. Прво нешто во што ги повика беа три нешта што беа карактеристични за овој народ. Во кој се трудеше Шуајб да ги одврати од овие три нешта. Број 1, нивниот куфар. Му рече немој да го обожавате на Ейке. Ейке вид на дрво. Го обожава ова не дрво. Број 1. Така дошло во Куран, Аллах Желешану кажува во што три нешта сакаше да ги одврати Шуајб алейхи селам на негов народ. Број 1 од обожавање на други мим Аллах Желешану, односно на ова Ейке, ова дрво. Го обожава едно дрво. Аллах му стане. Број 2, овој народ пресеквае пат. Кратци во пат. Од ова место поминува многу патишта. Раскрсница голема за патишта. Шам, Саудија, Хиджаз. Застанне во патишта и кој поминуваше му земе све од богатство што имате. Ова не е многу чудно, ова било одамна. Скоро во историја да гледаш тие шии, кога имае тие власт, нивно дауле, Фатимие и некои други дауле, исто го правеа многу години, во хач не можеше да оде никој кој требаше да помине из Шам, кој требаше да помине из овие места кои владееа тие. Исто се случваше. И трето нешто на кое Шуајб алейхи селам се трудеше да го одврати негов народ, ги повика да не го праве тоа нешто, кратеа на вагаја. Кога вагаа, кратеа. Со разни финти, како и денеска имаше. Гледаш тој го снимале таму, кај што треба да стави роба таму, од здола врзал нешто некој 100 грама, 50 грама тежина. Види го мискино. И денеска имаш вакви што е слично ново. Види, досега што ги зедовме тие ембија, со Муса алейхиселам и со кауми Ад и Семуд, порано што ги зедовме, за овие својства што ги имаат овие народи што Аллах Желешану ги уништи, денеска се присутни овие својства во дујна. Како Лут алейхиселам народот денеска. Зошто ги уништи? Денеска бел се труди да го легализират теа нешта. И сите овие други нешта за кои се уништени народи присутно денеска во дујна и уту се труди тоа да биде направено дозволено да биде. Денеска ова крадење на вага може да биде на други начин. Крадење на метро. Е пазарен работата и краден на метража. Е пазарен работата, краден на материјал. Е исто ова. Се вели за Селев. Еден пример. Еден од Селев. Не се спомни кој, се фарлат муабет дека ова Ебу Ханифе. Али не е спомнато, мака прецизно. Продавал платно, хаса свила. Бил во негова трговија со негови тулла, пушеници. Дошол еден да купи парче свила. И кога го обтегнал овај од Селев, од улема, го растегнал вака да му го покаже, види. И еден од негови ученици викнал Субханаллах. И овој го завитка ова платно и рекол, халас, не продавам денеска, извини. Кога заминал овај купецов, кога опрашале Талебина зошто вака, слушај, рекол. Му рекол на ова Талебе, ова место и овај момент, кога јас му покажував моја роба, најде да викни Субханаллах. Немаше друго време, други момент. Се плашам, рече, да не помислит овај дека ние сакаме да го излажиме, зашто ова Субханаллах, кога се гледат ова свила, ова трговија има мана, не колку е убаво, машаллах, те баракаллах, види какво е. Дека му се прави за да ја купи со сила ова. Дека му се прави некој гиш, некоја лага на него. А денеска тој ќе изнајми човек да вика, машаллах, каква роба има тоа, ќе му дај 100 евра, само викај по улица, е најјаката роба во дујна. А овие се плашили од ова нешта. И денеска ова загинато, што е ова, што муабет е ова. Се плашили ти од овие нешта, затоа стасале такво дереже. Се плашили од едно харам да видите. Се вели за еден голем од улема, ајде кај што
Дојде ова меселе од каков страф имале за нешто харам, да влезе ке ниве. Продавал мед. И бил голем богаташ, а еден од најголеми улемаја, Лейс, се вика овај, име неголем. Во Египет живеел. Му дошло мед со брод, многу буриња големи. Во едно буре паднал еден глушец. Снимаш? Еден глушец на мед. Еден глушец во медот паднал во бурево. Тие го тргнале и го затвориле буре. И кога дошле му кажале, падна глушец и не знаеме во кој буре сега. Халас. Цел тој мед, цел брод го фрлил во море. Од страх дека ќе му продај на некому мед во кој седел глушец. Вака се плаше да е. И како кажавме тие, трето, Шуајб алейхи селам ги повикуваше на ними да се оттргнат од ово лажење на вака. Шуајб алейхи селам, негова карактеристика, јака особина, што Аллах Желешану му дал, нешто да се разликува, специјалност некоја, било, негова фасаха, негов речит говор. Хатибул енбија, говорник на енбија. Говорник на енбија наречен. Ако те праша некој кој е говорник на енбија, речи Шуајб алейхи селам. А негов народ му рекол, ја Шуајб, ние не те разбираме што велиш тие. Не разбираме многу од ова што го кажеш, ти вака го обвинале. Голем дел од ова што го зборуваш, не го разбираме ние. После долг период на даве, му рекла, или ти и овие што се со тебе, ќе се тргнете од ово место. Или ќе дојдете во наша вера. И трето, или направи дуа со тоа што ни се закануваш да ни дојдите од небо. Ова казна. Исто како Лут алейхиселам и како други војни. Ајде да видиме. Види улема, вели, види колкав куфар имале. Голем дел, дојде народи нојле енбија, велики улема може да рече, дај покажи и некоја муъџиза. Ова е куфар во куфар, уште поголем, што го барале. Ајде нека ни дојде Аллах од небо со казна. Значи, халас, ми сме убедени дека не е ова хак. Куфар вака со печат. После период, Шуајб алейхиселам направи дуа кај Аллах Желешану. Ја Аллах, халас, ја не можам више. Уништи ги на овој народ. Аллах Желешану ги уништи на овој народ со 3 казни. Со 3 видови на казни. Ибн Каthир го кажу тоа тамам во негов тефсир. Број 1. Аллах Желешану ги уништи со земјотрес. Зилзал. Ги уништи со крик. И ги уништи со ден со облаци. Ден на облаци. Ден на сенка. Мана. Вели 7 дена Аллах Желешану пушти голема жештина, голема вручина. Не може и да се скрие нигде од таа вручина. Број 1. Број 2. Аллах Желешану направи да нема никаков ветер, ладовинка, нигде да нема ладовинка. 7 дена. Нигде, оде е под сенка, нема лад. Оде е во кујжи, нема лад. 7 дена. Се собрае голем дел и излегве да ојме во некоја планина. Во некој место каде имат габа, каде имат шума. Кога излегве од нивно место, велите Ибн Каthир, Аллах пушти црни и темни облаци. Кога дојде на ними, рекла халас, како многу помислија, народот на Ад, на Сему, народот на Ад. Помислија халас, ево, дојде спас. Аллах Желешану направи прво земјотрес. Силен земјотрес. Не неколку секунди како денеска. Се плашите на цела држава, цел свет од неколку секунди. Овие земјотреси, вели улема, треле многу долго и многу силни. Да немој човек да седи во нози, а не грабба. Ништо да немој да седи во нози. И трело долго. После ова, Аллах Желешану пушти крик, звук силен од сема, од небо.
И трето, од тие црни облаци секајси ги горе нови луѓе. Ибн Каthир велит. Зошто Аллах Желешану дојде со овие три видови на казна? И сега овие три видови на казна се спомнати во различни места во Куран, во различни делови и како доаѓале теа, така доаѓало ова начин на казна. Вели за овие што Аллах Желешану што му дал зилзал, земјотрес. Зошто? Имало од ниве што сакат да напред земјотрес во нивното верување кај луѓе во излегвеле и прелеани потрес му преле на верници во нивно верување. Потрес. Со нивни шубохати, со нивни нешта сакале да ги потресат на верници. Зато дојде земјотрес. Гласот зошто дојде кога Шуајб им зборувал на ними, тие го кревале силно гласот. Твојот намаз, му рекле, твојот намаз и твојата вера ни забрани на нас и ти ни забрани со те да ги обожаваме она што го обожавале нашите предци, го кревале гласот силно на Шуајб. И трето, овие секајци. Тие сакале, кога рекле нека Аллах ни пушти од небо казна. Велите, ова ево, бараш од небо, ова ти од небо секајци. И вака беше уништен овај народ. Вака беше уништен овај народ, Аллах Желешану спомнит и остана нивните тела во земја како трупци, без рух, без душа, како трупци полегвани. Да видят поука за овие последни. И Шуајб алейхиссалам, Аллах Желешану го опише тоа во Куран, кога заврши ова казна, Аллах го спаси него и тие што беа со него од верниците, му рече што да ви правам јас ве упоменам. Вие сте еден народ злумчарски и расипнешки. Ја ве упоменам за ова нешто. А ви кажам за ова нешто. Халас. После ова нема нешто за Шуајб алейхиссалам. Заврши неква киса и продолжуваме најнаш. Влегуваме во друга киса на Јусуф алейхиссалам. Али како кажавме во почеток, пред да влеземе во негова киса, ќе направиме еден вовед во негова киса. Ќе се вратиме кај негов татко Јакуб алейхиссалам. Ќе зборуваме малку за Јакуб алейхиссалам. Ова е вовед за во кисата на Јусуф алейхиссалам. Јакуб алейхиссалам беше син од Исхак. Исхак беше син од Ибрахим алейхиссалам. Кога Аллах Желешану го израдува на Ибрахим алейхиссалам и на Сара алейхиссалам со Исхак, му рече, јас ве обрадувам на вас со Исхак, после него со Јакуб. Како кажавме во претходниот дерс, и тие Ибрахим алейхиссалам и Сара алейхиссалам го видве на Исхак, нивни син, и го видве на нивни внук Јакуб алейхиссалам. На долг период што нема деца, што немаше Сара, деца, го виде и на нејзин внук, Јакуб алейхиссалам. Исхак имаше два сина, Јакуб алейхиссалам и Аису. Јакуб алейхиссалам и Аис. Потомството на Ибрахим алейхиссалам, лоза од ова ембија, продолжи со Јакуб алейхиссалам. За овај другиот син на Исхак нема ништо. Лозава продолжи со Јакуб алейхиссалам. Јакуб алейхиссалам, како кажавме пред во почеток на овие дуруси, дека е наречен Исраил. Име второ него е Исраил. Исра Абд. На хебрејски. Исра Абд. Ил Аллах. Абдуллах. Име. Абдуллах значи Исраил. Многу од улема забране да се вика денеска тоа место поробено Исраил. Израил, Исраил. Абдуллах. Или Аллахова земја, Абдуллах. Тие се наречени така спрема Јакуб алейхиссалам. Јахудија. Јакуб алейхиссалам живееше во Палестина. Со негов татко Исхак. Дојден одреден период, Јакуб алейхиссалам реши да оди во пат. Да излезе од ова место и да оди во
возијарен на негов дајчо, на негов дајко. Негов дајко, Лабан, се викаше, Лабан, негов дајко. Во Шам, во Харран, место Харран во Шам, поточно во Шам, во Сурија. Кога излезе Јакуб алейхи селам, дојде во овај пат. Дојде во едно место, значи од Фалестина кога тргна дојде за Шам, за Харран. Легна во едно место, се подпре на еден камен. Се вели дека во сон, сонва како Аллах Желешану му зборува на него. Му зборува на него и му кажува дека ние од тебе и од твое потомство ќе направиме да имат енбија, да имат луѓе што ќе бидат од овој дин и во ова место, да имат добри луѓе, во ова место каде си ти. Кога се разбуди, Јакуб алейхи селам, ова беше прв сигнал за неговото ни посланство. Кога се разбуди Јакуб алейхи селам, на каменот напиша Бейту Ил. Бейту Ил. Яни Бейту Ла. Аллахова куќа. После ова яни замина. Замина Јакуб алейхи селам ке негов дајче. Лабан, негов дајче. Кога дојде таму, негов дајче имаше две черки. Поголемата се викаше Лија, а другата се викаше Рахил. Лија и Рахил, две черки. Побара од негов дајчо да му ја дај за жена Рахил, негова помала черка. Му рече че ти ја дадам за жена, ма 7 години да биш измечија ке мене, ова мехар. Ова мехар. И 7 години овој беше измечија ке негов дајчо. Кога дојде време за свадба, негов дајчо му ја даде за жена Лија. Рече, ја не ја барав ова време седеш за Рахил. Рече, халас, така ке нас адет, прво поголемата мора да се мажи, после помалата. Од ова Лија доби 6 синови. 6 синови. Во меѓувреме му е побара повторно за жена Рахил. Рече, уште 7 години ќе те женам со неја. Дозволено беше во негов шеријат, во тоа време, во шеријат кој го позинае од Исхак, яни од Ибрахим Исхак, да му да земат две сестри наедно за жени. После 7 години и ова Рахил бидна негова жена. Долг период ова Рахил не можеше да роди ништо. Лија роди 6 машки деца. Ова Рахил имаше едно џарие на слугинка. Му е даде на Јакуб алейхи селам. Рече, ова во твое власништо. Таа на него му роди уште 2 сина, 8. Кога виде ова Лија, ова првава жена, имаше и таа џарија, и таа му е даде во негово власништо. И ова му роди 2 сина. Уште 2 сина, стана е 10. 6 од Лија и по 2 од овие џарија, 10 синови. После ова, Јакуб алейхи селам направи дуа кај Аллах Желешану да му дај потомство од Рахил. И таа бараше од Аллах Желешану, Аллах Желешану му даде 2 синови од Рахил. Јусуф алейхи селам и Бунјамин. Овие 2 синови бе од ова Рахил. Остана после ова иште 6 години ке него дајчани. 7 и 7, 14 и 6, 20 години. После 20 години се враќаше назад. Се врати назад. Кога почне да се враќа во ова рихле, ани назад, повторно за Фалестин, ке негов татко Исхак, доби посланство. Аллах Желешану му кажа дека ти си енбија. Халас. Кога дојде во место, ке овај камен, Бейту Ил, Бейтуллах, ке овај камен, ги кладе темелите на Бейтул Макдис, Месџид Акса. И ја изгради Месџид Акса. Ја изгради Месџид Акса. Како кажавме прошлиот пат, тој хилаф, дали прв ја изградил Јакуб алейхи селам или прв ја изградил Сулейман алейхи селам, аснот е дека прв ја изградил Јакуб алейхи селам, на нејзините темели покасно многу ја обнови Сулейман алейхи селам. Покасно. Се врати ке негов татко во Фалестин. Имаше 12 синови. Негово срце многу беше приврзано за Јусуф алейхи селам. Повеќе го сакаше,
на Јусуф алейхиссалам, негово срце. Дали ова нормално? И сега ќе само две меселина, иншаллах ќе продолжиме после другиот пат. Дали е нормално ова и дали е дозволено? Ова е нешто што човек нема контрола на него. Немој да го контролира тоа. Ако има повеќе деца, ако негово срце некој го сакат повеќе, или повеќе е наклонато на него. Таткото на Нуман ибн Бешир дојде ке пегамбер алейхиссалам. Му рече: Расулуллах, сторих ние да му дам поклон на мој син ова и ова. Му рече: а за твоите други деца? Рече: не. Рече: немој да бидеш неправеден. Има многу ривајати што се дојдени. Немој мене да ме рееш во сведок како лажен сведок. Немој да ме рееш во многу тешки зборови, пегамбер само потребни за ова нешто. Меселе друго се. Човек спрема свој деца, ако имат повеќе деца, кога дават на некој поклон нешто, кога му дават нешто, треба да му дај на сите исто. Ако е ова поклон, ако ова е хедија, ако ова е давај на некој како поклон, мора да биде праведен, ова е фарс, мора да биде. Харам е да не биде праведен. Најно му дава 1000, 250, 100, различно, не смите. А во трошење на ними, кога се инфак, кога се трошит за ними, овдека мој да биде да не му дават на сите исто. Овдека во различност од потребата која имат, каква потреба имат. Појасно. Ако е некој дете, имаш 5 деца, некој дете учи негде надвор од твое место, од твоја држава, дека те имат потреба да се троши на него повеќе од тие што се тука. Ако му даеш нему 1000 денари, 1000 евра, за да троши во тој негов пат, не значи, немаш обврска, не ти е важи, не ти е ништо, да му даеш и на другиве потолку. Ова е во трошење. Ако е некој му се потрошат, во ова трошење, му се потрошат негови обувки, негова облека, не ти е важи тебе да му купиш и на другите, ако ти е име, да му купиш и на другите. Не ти е важи. Ова е во давање и во трошење. А во поклон ти оиш во град или негде, оиш и земиш поклон. Како овај Нуман ибн Бешир, таткото на Нуман ибн Бешир, што сакал да му даде поклон само на еден. Ова е харам, не е дозволено. Ако му даваш поклон, на сите исто треба да му даш поклон. Ако дојде во трошење, тоа кој каква потреба имат, така ќе го снабдиш. Така ќе го снабдиш на него. Ако некој од деца стасат има потреба за кола во некоја на работа некаде, има потреба да му се купи кола, ќе му купиш кола, другите нема потреба, немаш обврска ти ако му купиш на едно, да му купиш на сите кола. Зошто ова е трошење на него, ова не е поклон. После ова, кога се врати Јакуб алейхиссалам во Фалестин, Јусуф алейхиссалам виде руја, виде сон. И овај сон е себеб за цела киса после животот на Јусуф алейхиссалам. Цел негов живот е поврзан со овај сон што го виде, што Аллах џелешану му го кажа овај сон на Јусуф алейхиссалам. Иншаллах наредниот пат ќе продолжиме со животот на Јусуф алейхиссалам. Субханакаллахумма ва бихамдик, нешхаду ан ла илаха илла анта, настагфирук ва натубу илейк.